Мило ми е што можеме да продолжиме онака како што почнавме, тоа да го прославиме Господ и да бидеме отворени за неговите дарови, за неговото делување, за делувањето на Светиот Дух, затоа што тоа е реалната разлика помеѓу нас, помеѓу црквата и помеѓу било која друга заедница во овој свет. Едноставно делувањето на Светиот Дух е тоа кое ја прави таа огромна разлика. Пред да продолжиме со проповедта, сакам да се осврнам на нешто што се промени нешто во изминативе неколку дена. Минатава проповед ми беше во врска со пописот. Тоа не е библиска тема, не е некоја библиска тема, но морав да образложам за овој терминот кој ние евангелските протестанти во Македонија ќе го користиме. И јас минатава недела се обидов да објаснам така хронолошки убаво да видите од каде потекнува тој да го видите континуитетот на тој термин, од кај доаѓа, зошто се викаме христијани уопште, пошто Исус не кажа јас сум христијанин, како што овој репортерот на македонска телевизија мислам дека беше за водици дека Исус се крстил и го прифатил христијанството. Значи мораше да го разјасниме тоа. Во секој случај зборува за континуитетот, зошто христијани, зошто протестанти, зошто евангелски. Сите тие три збора кои го содржаа овој традицијата со која ние се поистоветуваме. На жалост направен е огромен превид во формуларот за пописот. Нормално како и за многу работи кај нас во Македонија, едноставно произволно се прават некои работи и не се обмислуваат до крај. Така да во графата за самоопределување, верско самоопределување, имате точно наведени рубрики според кои може да се определите и ја имате опцијата за друго да стиснете, ама немате опција да се напишете како се чувствувате според вероисповед. Значи има едно 6, 7, 8, не знам таму колку опции кои ви се достапни и повеќе нема. Така да ако се чувствувате малце тоа не се однесува само за некои други христијански традиции, се однесува за основно човеково право кое треба да му биде дадено да се определи според вероисповест онака како што тој се чувствува. Сега, на штета на нас, евангелските протестанти во Македонија, наведени се некои реално термини кои не постојат. Значи, земени се термини кои не се ни преведени од англиски и ставени се таму како графа во кој може да се идентификуваш, но така не се не преведуваат тие термини. Така не знам кој го правил тој графикон таму. Реално фали од тоа што јас го заклучив, фали елементарно познавање на верските припадности во светот со тоа што е дадено таму. Имаше евангелско-протестантската иницијатива, тоа е иницијатива во која припаѓаат сите протестантски цркви во Македонија. Имаше еден состанок на кој е одлучено дека од дадените опции кои се дадени за самоопределување, протестанти е опцијата според која е најблиска до сите нас, која не обединува. Традиционално сите протестанти припаѓаат во таа христијани од протестантската традиција припаѓаат во таа графа. Така да на следниот попис, ако се случи, тие што едноставно сте со таа традиција, христијанска традиција, определете се како протестанти. Јас минатиот пат образложив многу убаво, тие што не ја слушавте проповедта, достапна е на YouTube, достапна е на Facebook, може да се ја слушате. Искрено за мене беше едно патешествие да го образложам што значи тој термин, од каде доаѓаат тие термини и зошто е тоа така. Тие се историски моменти кои црквата ги преземала тие имиња заради одредена работа. Така да ништо не е случајно, нели? Океј. Отприлика тоа е за пописот, нема да должам многу, затоа што минатиот пат проповедав доволно како што се сеќавам. Сега, поголемиот дел од црквата во светот, која се води според Грегоријанскиот календар, денес го слави празникот Цветници. Не знам дали знаете зашто е тој празник. Тоа е моментот кога Исус влегува на магаре во Ерусалим и тој за последен пат влегува така во Ерусалим, пречека некако цар за недела дена после, нели, за помалку недела дена да го распнат. Тој празник е сега Цветници и за една недела ќе се слави Великден. Великден бил најзначајниот празник кој црквата го славела на самиот почеток. И бил, да кажеме, освен
што славела и некој еврејскиот дел од црквата, славели и некои еврејски празници. Најголем дел од црквата го славеле празникот Великден. Има и причина зашто е тоа така. Великден е доказ дека сите пророштва од Стариот Завет се исполниле. Великден е доказ за сите работи кои Исус ги направил, и чудата, и сето тоа што го поучува, и сето тоа што го најавил како надеж за тие неговите следбеници. Великден е доказ за тоа. Ако не бил Великден, како што вика апостол Павле, ако Христос не воскреснал од мртвите, ние христијаните кои веруваме во сето тоа, треба да бидеме луѓето во светот кои најмногу ќе ги жалат, ќе кажат: кутрите овие, видете и какви приказни кажуваат. Апостол Павле вели: ако Христос не воскреснал, така треба да не гледат цел свет. Овие толку се предале, толку го следат Исус, а тој ниту воскреснал, ниту ништо. Надежта, нашата конечна надеж е воскресението. Тоа е нашата добра вест, тоа е нашата радосна вест. Ние во Македонија Великден го славиме малце покасно оваа година, зашто Великден е еден од тие празници кои варираат. Се преместуваат во календарот според некои пресметки кои се прават во црквените календари. Сега, според црквениот календар, кај нас, некаде пред Великден, неколку недели пред Великден, се празнува еден интересен празник. Празникот се вика Благовец. Се слушате за тој празник, нели? Благовец. Како мал, јас бев доста повлечен, срамежлив бев и ми беше срам да прашам ако нешто не разберам. Така да секогаш кога ќе слушам некој збор, јас сам си го протолкував, си давав некој моје значење и така си го разберав. Така да кога слушнав за празникот Благовец, тоа мене ме асоцираше нешто благо, кој треба да се касне, нешто десерт некој и така натаму, и очекував дека со празникот доаѓа или баклава или нешто друго, но мора да има благо. Секогаш на некој од нашите портали во Македонија, не знам дали сте виделе, има обично кога доаѓа некој празник, ќе кажат: сега е Благовец, ова не смеете да го правите, нели? Или ноќта пред Благовец, правете го тоа за да ве следи среќа. Имате многу повеќе опции да се изберете. Народни верувања и така натаму. Јас верувам дека од моето детство голем дел од тие работи кои јас си ги протолкував како дете, можам да ги ставам таму и реално луѓето да мислат дека тоа е дел од традицијата. Да се јаде баклава на Благовец мора, за да има радост и среќа целиот тој ден. Тоа го тврдам. Ако јадете баклава на Благовец, ќе бидете радосни речиси цел ден. Благовец или празникот како што се вика Благовештение е празник за потсетување на момент кога Марија ја прима веста од ангелот Гавриел дека ќе зачне и ќе го роди Спасителот на светот. Колку јак момент е тоа. Во суштина тој празник треба да не потсети за добрата вест, за радосната вест, за Евангелието, за благата вест, ако го употребам тој збор. И природата на тоа дека таа треба да се сподели. Евангелието не е дадено да го чуваме, да го абсорбираме, да го ставиме од джеп како карта за воз. Еве тука, кој еден правец, Евангелието е нешто кое треба да се сподели. Тоа е радосна вест. Тоа е радосна вест, најрадосната вест, и светот се променил многу како резултат на таа вест. Околу месец дена пред Великден, сакам да се потсетиме за повикот од Господ за нас, кој на нас ни е даден, да ја споделиме радосната вест со сите. Да се потсетиме дека ние сме гласници на таа радосна и добра вест. Сите христијани се гласници на таа радосна вест. Прво почнувајќи со животот кој го живеат, преку своите дела, преку своите зборови и во конечност во надежта која имаме ние. Во тоа се состои нашата радосна вест, добра вест која треба да ја споделиме со сите. Не само да бидеме некои пасивни приматели на некаква радосна вест како вести кога гледате. Знаете, ако гледате вести, ако се случува нешто, еве да кажеме, јас живеам во аеродром, кој ќе видам на вестите некоја, не гледам вести, ама нели случајно се, да го земам како пример, ако видам дека нешто во Ново Лисиче се случило и на вестите тоа го имам, го чувствувам како па тука е тоа случено. Ама ако на вестите видам во Мијанмар нешто таму се случило, знаете како проаѓа таа вест кај мене? Вака. Од едно ово влезе,
како што ме обвинуваше мајка ми кога ми викаше, кога од една уврото влезе, од другото ќе излезе, ништо не слушаш. Отприлика така ги приеме некои од тие такви вести. Радосната вест, добрата вест не е од тој калибар. Радосната вест е вест со потенцијал да го промени нашиот живот во суштина. Може би ќе си кажете, дали сето тоа е важно или потребно сега да се споделува радосната вест во светот? Дали има потреба, еве сега некој малце помодерно прашање, дали има потреба сега да се разгласува некоја информација како радосната вест, за која на Google можеш ептен лесно да дадеш одговор? Многу лесно. Пиши Good News или Евангелие на Google, светијата му прикажува. Зошто мораме ние да ја споделиме? Зошто Господ нас не повикува да ја споделиме таа радосна вест? Кој е поентата? На Google има све. Зошто, од друга страна, да ги замараме луѓето и да ги реметиме нивните релативно мирни животи? А Господ не повикува да ја споделиме таа радосна вест со сите. Голем дел или голема причина од нашата активност или неактивност во врска со споделувањето на радосната вест, со благовештение, со Евангелието кое треба да го живееме и споделиме, се сведува на тоа што веруваме ние дека добрата или радосната вест е. Што веруваме ние за таа работа? Што веруваме дека што за нас представува радосната вест? Ајде да додам малце подлабоко, со уште едно малце подиректно прашање. Што веруваме исто така и за тоа кој е Бог? Тоа уште поважно прашање. Кој веруваш дека Бог е? Што веруваме по прашање на Исус? Од тука произлегува одговорот на прашањето зошто треба да ја споделуваме радосната вест. Од тука произлегува. За денес ќе читаме еден текст кој обично се чита на Божик, ама дека е благовештение за едно 10 дена од сега, јас сакам да го прочитам текстот сега. Ќе читам од Лука, првата глава, 28 до 33 стих. Вели вака. И кога ангелот дојде при неја, се мисли на Марија, и рече: Радувај се благодатна, Господ е со тебе, и благословена си ти меѓу жените. Таа се уплаши од тој збор и размислуваше каков поздрав ќе е тоа. Тогаш ангелот ти рече: Не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ќе зачнеш и ќе родиш син и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над Јакововиот дом довека, а неговото царство не ќе има крај. Амин. Генерално, на првата проповед на апостол Петар во Ерусалим, гледаме како прв момент во историјата на црквата како порака на радосната или добрата вест да се расшири. Гледаме како еден прв момент кога пораката на Евангелието ги трогнува луѓето да направат чекор на вера, во покаяние и да се крстат и да се приклучат кон црквата, да станат Христови следбеници. Тој момент го гледаме како како да кажам, раѓањето на црквата. Роден денот на црквата е тоа. Денот на Пентекост, кога Светиот Дух доаѓа врз апостолите и тие се оснажи да го проповедат, да ја навестуваат радосната вест на секаде. И тоа генерално црквата го гледа како еден логичен след на околности кога поединец ќе ја слушне радосната вест и ќе се приклучи на црквата. Сепак, прв кој ја имал приликата да ја сподели пораката на Евангелието, конкретно за Исус, беше ангелот Гавриел. Ангелот Гавриел. Ангелот Гавриел беше пратен кај Марија да ја соопшти радосната вест за раѓањето на Спасителот, за новиот момент во Божјата спасителна мисија за овој свет и начин на кој тој ќе го спаси светот од најголемото робство, од најстрашното робство, а тоа е робството на гревот. Ние слушаме за различни робства, но гревот е она робство кое е толку природно на нас не дејства, што него ни приметуваме се додека не се сретнеме со Божјата слобода. Додека не се сретнеш со Божјата слобода, со неговата љубов која ослободува, гревот ни делува, робството на гревот ни делува толку природно.
неосетно. Заробен си. Немаш спас, немаш way out. Немаш каде да бегаш. Господ, преку таа радосна вест, носи спасение, носи слобода од најголемиот робовладател во историјата на човештвото, а тоа е гревот. Прва која ја слушна пораката на добрата вест беше Марија. Со слушањето на пораката на добрата вест, животот на Марија се смени многу. Таа не беше пасивен слушател. Знаете, кога прв пат Марија слушна добро сега. Не се надам дека никој од нас нема да ја слушне радосната вест како Марија што ја слушна. Ќе зачнеш и ќе родиш си, нели? Мислам, тоа е малце. Животот на Марија се смени многу. Не знам какви планови имала таа. Не знам што планирала Марија во животот. Како си го замислувала животот, каде ќе живее, што ќе прави. Одеднаш ангелот Гавриел доаѓа и вика: имам една радосна вест за тебе. И животот на Марија од тој момент се менува многу. Интересно е дека тој пример за влијанието на радосната вест станува пример за сите. Станува пример за сите какво влијание има радосната вест врз нашиот живот. Не можеш да ја слушнеш радосната вест, а да останеш ист. Без разлика на тоа дали ќе ја прифатиш или не. Одговорот на Марија, по прашање на радосната вест, станува пример за сите тоа како треба да реагираме кога Бог повикува било кој од нас за некаква задача или служба. Марија му рече: еве ја Господовата слугинка, нека ми биде според твојот збор. И ангелот си отиде од неа. Тоа е една голема вистина на пораката на Евангелието. Секој што ќе ја слушне радосната вест, не останува ист. Сега, ако Бог гледа некоја потреба, некоја информација да ти ја прати преку ангел, тогаш информацијата која Бог треба да ти ја каже е многу потребна или информација која е многу важна. Тоа што се шалевме со мојот пријател Филип Иванов, колега пастор, е дека сите сакат да видат ангел. Или убавото, кој кажам, сте видели ли ангел? Не, сакате ли видите, сакаме ангел да видиме, прекрасна можност е тоа, нели? Ама јас често пати кога слушам сведоштва за ангели, кога некои виделе ангели, тоа се обични ситуации во кои не сакам да се најдам. Тоа се обични ситуации во кои ангелот е потребен како гласник, да го прати Господ. За да видиш ангел, треба да бидеш во ситуација во која ангелот Божи ќе биде многу потребен. Во случајот на Марија, вест како таа што ја доби, можеше да ја донесе само некој кој е во непосредна близина на Бог. Ангелот Гавриел, според традицијата, според еврејското уверување и традиција, е оној кој стои до престолот на Бог, во Божјото присуство, многу близко. И ангелот Гавриел имаше таа задача да ја сподели радосната вест со Марија. Марија, на таа радосна вест, со тој воведен збор на ангелот, прашува: каков поздрав ќе биде тоа? Или со наш слободен превод би бил: што поздрав ќе беше тоа? Доаѓа ангел дека: благословена си ти, супер си ти и така натаму. Какој е поздрав? И сега, пред да ги анализираме зборовите на ангелот кои се богати, кои се прекрасни, ќе мораме да се осврнеме на прашањето кое Марија го има. Тоа што мораме да го забележиме не е дека тоа прашање Марија го поставува на глас. Тоа е нешто кое таа го размислува. Сега, кога ќе видиме дека тоа е Евангелие според Лука, Лука кажува дека на Евангелието кажува дека тој испитал се, направил интервјуа со сите сведоци, сведошта ги запишал и ги пишува во Евангелието сите факти кои тој ги собрал за Исусовиот живот. Веројатноста е голема дека Лука седнал и со Марија да зборува. Што се случи? Како се случи? Како се чувствуваше? Поминам кој прашање ги поставал се да не додавам мислење на текстот. Но Лука често пати запишува тоа што Марија го размислува или тоа што Марија го запамтила кога некој ги кажал, тоа што Марија го ставила на нејзиното срце. Кога Симеон во храмот го гледа Исус, тој го благословува и кажува некои работи, а таму вели: Марија сите тие работи ги ставаше во своето срце и ги запамти. Како и на тоа место и тука, тоа е прашање кое Марија го поставила на самата себе. Сама се соочила
со тоа каков е тој поздрав сега. Што значи тој поздрав? Што значи тоа ангел да ти се појави да ти го каже тоа? Знаете, во нашето општество, честопати Бог и неговите гласници се представени како страшни. Може би се слушнале некој приказ на некој сонувал, некој дали ангел, дали некој лик од историјата на црквата и им прети по семејството или нешто оно за да изградат црква или да направат нешто или да жртвуваат нешто и така натаму. Доаѓа ангелот Гаврил и носи поздрав, радосна вест, благослов, најавува Божјо дарување. Интересно е дека таа појава на ангелот е толку многу различна од сите од голем дел од тие сведоштва кои ги слушаме за појавување на некои ликови кои едноставно не соодветствуваат со тоа како Бог се објавува на човекот. Доаѓа ангелот Гаврил и носи поздрав, радосна вест, благослов. Најавува Божјо дарување. И видите кои се зборови ангелот Гаврил ги кажува на Марија. Вели вака. Сега поделиме се, нема да го читам пак текстот, вели: радувај се, благодатна. Господ е со тебе, благословена си. Не бој се, ти си нашла милост пред Бога. Еден таков поздрав може да дојде само ако веста која ја носи е толку добра што не може да се најави поинаку. Јас никогаш во животот не сум се поздрил со некој на еден таков начин. Одиш кај некој дома и му кажеш радувај се. Или му носиш на некоја радост, каква и да е. Радувај се, благодатен, Господ е со тебе, благословен си, не бој се, не се секирај. Ти имаш најдено милост пред Господ. Во две реченици ангелот ги кажува сите тие работи. Способно за таков позитивен поздрав може да има само некој кој постојано стои во Божјото присуство, каде има непрекината радост. Ангелот не е ласка на Марија, знаете, ангелот не доаѓа да на некој начин ја убедува Марија со ласкави зборови. Не и дава лекција за positive thinking или како позитивно Марија да гледа на животот, како да го насочи да ги насочи своите мисли или self, како да кажам, approval да добие некако Марија. Ти си добра, ти си супер, ти вреднувај се себе си, дозволи си го тоа, го заслужуваш ти тоа. Ангел воопшто не го прави тоа. Тој ја поздравува со сите тие благослови кои ги кажува. Ја адресира позицијата на Марија и преку овие зборови го опишува благословот кој таа ќе го добие. Ес имам две ќерки, Дори и Хана, кои тука беа. И морам да внимавам количината на комплименти и охрабрувања кои ги давам на ќерките да бидат правилно и еднакво распоредени. Не знам дали знаете. Доротеја можеби нема да примети многу ако комплимент повеќе добие Хана, ама Хана тоа го приметува. Одма го приметува. Ти на Дори каже така, мене не ми кажи. Нормално. Викам, Хана не плаче, ама не можам да прекинам. И така, доаѓаме во некој луп за таа работа. Тоа што е интересно е дека кога редиш комплименти или охрабрувања или убави зборови, брзо се трошат зборовите. Многу брзо. Да не се ласкави само. Ласкави зборови се лесни, ти се површински зборови. Супер, добре, бе, супер, Петка, ајде идеме. Или во Струмица кога ми носеа една пратка од Струмица, или стари праќав една пратка за Струмица и дојде една брза пошта од Струмица и луѓе со кои зборував на телефон ме бомбардираа со комплименти. Братче, што правиш, другарче, како оно? Вау, човече, не го знам човекот. Одма сме браќа. Знаете, кога не употребувате ласкави зборови, но вистински сакате некој да охрабрите или да му даете некој комплимент или добри зборови да му даете, кога вистински тоа се обидувате од срце да го направите, зборовите брзо се трошат. Многу брзо ќе дојдете да немате зборови што да кажете веќе. Многу побрзо од зборовите на критика, например. Зборови за критика секогаш има во изобилство, дури мора да ги сопирате. Ептен, мора да вака да ги врзите малце, пошто излегуваат од контрола. За критика честопат има неограничен вокабулар, едноставно има материјал.
Кога сакаш да споделиш радосна вест за некого, во глава ќе ни се подигнат мислите за тоа дали тој некој таа радосна вест ја заслужува. Или кога некој добива некој благослов, може би ги се кажете во главата, знаете, дури и тоа најискрено да го посакувате, понекогаш ќе ви се појави прашањето внатре, длабоко, многу длабоко во вас, а зашто тој го доби благословот, а не јас? Само да кажам дека многу полесно доаѓа излегува таа природа од нас, отколку природата на благослов, природата на радост, природата на добар поздрав. Не знаеме што се знаел ангелот и што не знаел, но ангелот ја знаел во најмала рака генералната вистина дека сите сме грешни, па и Марија. Сите луѓе сме грешни, тоа го вели Библијата. Тоа што не можеме да го забележиме кај Гаврил, носејќи таа радосна и блага и прекрасна вест, а честопати е пропратена во нашето навестување на радосната вест, и честопати вниманието и енергијата ја трошиме токму таму, не можеме кај ангелот да го видиме следното. Пример. Марија, имам радосна вест за тебе. Ама знаеш, ќе мораш да се поправиш во тоа. Ќе мораш да се поправиш во ова. Имам радосна вест за тебе, ама знаеш. Или Марија, радувај се благодатна. Ама немој да кажуваш такви работи. Те слушнав пред некој ден. Или блажена си ти меѓу жените. Само со Јосиф те слушнав како збориш пред некој ден. Знаеш. Или не бој се, си нашла милост пред Бога. Ама те видов пред некој ден како тресна легинот. Значи стварно не ти личеше тоа. Се што беше доволно за ангелот да ја најави радосната вест, онака како што ја најави, не беше совршената позиција на Марија, чистотата на Марија, туку беше Божјето послание, тоа што Бог го прати да ја најави таа радосна вест. Без разлика за тоа примателот на таа радосна вест, колку е добар или лош, или дали тој мисли дека е квалификуван, или дали ја заслужил таа радосна вест. Понекогаш ние во нашите глави се креираат категории на кој можем да ја споделам радосната вест за Бог, кој не можем. Ќе видите некој, па добар, тој е прилично добар човек. Само му треба радосната вест и тој ќе биде петка човек. А нам ово е голем грешник. Знаете, ние тука се делиме на големи и на мали грешници. И тоа понекогаш станува како една пречка за да се сподели радосната вест со луѓето. Ангелот не ја гледаше Марија преку таа призма, тој ја гледаше како Божи избран служител, кој треба да ја сподели радосната вест. Без разлика на тоа каква е Марија, што направила Марија или во која состава е Марија во моментот. Кога ангелот ја најавува радосната вест, би сакал да видиме за што се состои таа радосна вест. Што содржи таа радосна вест која ангелот ја кажува. Зборовите на ангелот за детето откриваат една реалност која не засега сите нас. Секако тоа е вистина. Нели? Вели вака ангелот: тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над Јакововиот дом довека и неговото царство не ќе има крај. Тоа е радосната вест која ангелот Гавриел ја кажува за Исус, а ја кажува на Марија. Прва работа која ангелот Гавриел ја кажува во таа радосна вест, за која сакам ние да знаеме за што се состои таа радосна вест, тоа не е само еден момент, еден модел во кој ние сме повикани и мора да го правиме тоа. Знаете, има да кажеме мудри поговорки во нашата култура и во нашата традиција, која една жена во дома секогаш кога купувала леб, го сече лебот, една третина сече, ја фрла третината, другата ја става во тоа што останува ја става во фиоката. Ја прашува жена: добро, зошто така правиш? Зошто го фрлаш таа третина? Прека мајка ми така правиш. Ја прашуваат мајка: зошто така правиш? Па мајка ми така правиш. Ја прашуваат бабата, на крај вика: зошто си го фрла третина лебот? Дали е тоа некоја традиција или што е тоа? Мислам, верување некој, што се работи?
Абе вика, порано мене фиоката ми беше помала, па ја сечев третината и ја фрлав за да може да го собере лего. Понекогаш такви работи остануваат во наши традиции без да размислиме и така остануваат некои работи како дел од нашето верување во нашиот христијански живот. Веруваме дека треба да правиме евангелизација. Зошто? Треба да ја споделиме радосната вест. Зошто? Појма немаме. Или забораваме зошто. Јас сакам сега да се подсетиме што е тоа, што стои во да кажеме во основата на нашето верување, за тоа верување да има таа карактеристика дека треба да се сподели. Што е поентата? Прва работа. Ангелот кажува дека детето кој ќе се роди, синот кој ќе се роди ќе биде син на Севишниот. Ангелот во првиот опис за детето го открива неговото потекло. Од каде доаѓа тоа дете? Да, тој ќе се роди и ќе биде човек, но тој пред се и пред да биде човек, изворно тој е син на Севишниот Бог. На англиски е the most high. И во Стариот Завет, кога се најавува, да кажеме, таткото на жената на Мојсей, на Мојсей од Стариот Завет, неговиот дедо, се кажува дека тој беше свештеник на Севишниот Бог, на the most high God. Од тука доаѓа тој термин. Значи, тој е син на Севишниот. Тој ќе се нарече така бидејќи тој ќе го открие својот идентитет на тој начин. Тој за себе ќе каже, мојот небесен татко ме прати, го правам се тоа што небесниот татко ме прати да го правам. Не правам ништо освен тоа што го гледам од мојот небесен татко. Дали сме размислиле колку е тоа арогантно, ако тоа не е вистина? Знаете ли колку арогантно звучи тоа, ако тоа не е вистина? Исус доаѓа и кажува, Бог е мојот татко и мене треба да ме слушате. Јас ви давам нова заповед. Тоа што беше претходно, се што сте слушале 2000 и кусур години, тоа сега треба да гледате преку мене, јас го исполнувам сето тоа. Ако тоа не е вистина, тоа е најарогантната изјава која некој во историјата на човештвото ја кажал. Сите тие фараони и сите тие цезари кои за себе сметале дека се божествени, тие биле синови на богот Ра, ма нешто воно, ама пак биле смртни, знаеле внатре во себе знаеле дека се смртни, тоа е тоа. Знаеле дека треба да одат на некој друго место каде што ќе живеат вечно. Исус вика, јас сум патот, вистината и животот. Јас сум вечниот. Јас сум. Ако тоа не е вистина, тоа е најарогантната изјава во историјата на светот. Дали сте ме размислиле за тоа? Знаете ли какви промени ќе трпи нашата вера ако тоа не го веруваме? Втора работа која ангелот ја кажува за Исус е дека тој ќе седи на престолот на Давид. Давид е царот Давид од историјата на Израел. Може би сте слушнале за него. Ако не сте слушнале, тој е човекот за кого Господ кажува, тој е човекот по моето срце. Прекрасен псалмист, пишува многу псалми, направил и страшни работи, но во секој случај тој е човек кој знаел и да се покаи, да не му е гале што мислат другите околу него за него, само тој да биде со Бог. Во 2 Самуил, 7 глава, 12-13 стих, кога Давид сака да му изгради храм на Господ, кога Давид се моли за своето потомство, за своите синови, Господ му дава едно ветување. Вели вака: и кога ќе се исполнат твоите денови, и кога ти ќе починеш при своите татковци, ќе издигнам твој потомок по тебе, кој ќе се роди од твоите бедра, и ќе го затврстам неговото царство. Тој ќе му изгради дом на моето име, а јас ќе го затврстам неговиот престол за секогаш. Ветувањето за Давид. Тоа е Господ ветување кој го има за Давид. Кој беше Божиот план со Давид? Каков проект Бог започна со Давид? Синот на Давид се викаше Соломон, овој што е најмудриот, Соломон. Синот на Давид, Соломон, седна на престолот и изгради величествен храм. Но нешто во меѓувреме се случи. Храмот беше разрушен, а потомокот на Давид, престолонаследникот, беше однесен во робство.
Евреите мораа да се вратат на Божите ветувања на Давид, дадени на Давид, и во контекст на состојбата да разберат зашто се однесуваат тие Божи ветувања, затоа што окей, синот на Давид изгради храм, беше на престолот, но ниту храмот беше вечен, ниту неговото владење беше вечно. Зашто станува збор? Веќе до првиот век, тоа се случува помеѓу 5-тиот век пред нашата ера и првиот век нашата ера. Веќе до првиот век од нашата ера евреите очекуваа помазаник, очекуваа спасител, кој ќе седне на Давидовиот престол и кој ќе донесе конечен мир, конечно спасение. И токму на празникот Цветници, оно што на почетокот ви го најавив, Христовото влегување во Ерусалим, учениците на Исус заедно со толпата на еден таков начин го пречекаа Исус во Ерусалим, како долго очекуван цар, кој ќе дојде, кој ќе седне на престолот и ќе владее за секогаш. Исус дојде во Ерусалим, беше пречекан како цар, но неговото кронисување беше многу поразлично од сите очекувања кои израелците ги имаа во тој момент. Дури ослободувањето од робството, кој тие беа го замислиле, не беше тоа што Исус го имаше замислено. Тие очекуваа политичко ослободување. Исус донесе ослободување од гревот. Многу различно. Сепак, Исус беше долго очекуваниот цар, Давидов потомок, од Давидовиот град, од Давидовата лоза, кој седна на Божиот престол и кој владее вечно. Третата работа, која е најавена тука е Јакововиот дом, дека Исус ќе владее со Јакововиот дом. А кој е Јакововиот дом? Јакововиот дом е Јаков е еден од патриарсите на Израел. Значи Авраам, сте слушали за Авраам, Исак и Јаков. Јаков е оној кој е наречен Израел од Бог. Понекогаш забораваме дека Исус е израелец. Често пати ја пренагласуваме неговата божественост, па забораваме на неговата човечка природа и потекло од каде е тој. Што е подеднакво важно? Исто важно е тоа. Важно е од повеќе причини. Месијата кој Господ го најави за светот, беше најавен во контекстот на Израел. Тоа не можеше поинаку да се случи. Господ го најави таму мораше да дојде тој Месија. Месијата требаше да биде царот на Израел. Не царот. Царот на Израел. Тоа е многу важно. Месијата требаше да биде од домот на Јаков, кој е од домот и потеклото на Авраам. Требаше да биде исполнување на ветувањето кое Бог му го даде на Авраам дека ќе биде благослов на сите народи. И тоа не смее да се релативизира во никој случај. Потеклото, човечкото потекло на Исус, дека е израелец, од Давидовиот дом, од Израел, не смее да се релативизира. Тие се Божи ветувања кои 2000 години и повеќе Господ ги дава во контекстот на тој народ, дека од тој народ ќе излезе спасител на светот. Тоа не смее да се заборави. Исус мораше да стане цар на Израел, сепак не на начинот на кој израелците очекуваа до тој момент. И последната работа која ангелот ја кажува е дека неговото царство не ќе има крај. Во овој контекст сме опфатени сите ние, сите други народи. Во Откровение 11 глава 15 стих вели вака: а седмиот ангел затруби, нема да ги анализирам печатите и трубите, нема да го правиме, тоа е малце комплицирано. Вели, и седмиот ангел затруби и одекна силни гласови на небото велејки. Слушайте го ова сега. Царствата на светот му припаднаа на нашиот Господ, на неговиот Христос, и ќе царува во сите векови. Готово. Ќе царува со сите царства. Исус станува цар на сите царства и ќе владее вечно. Нашите зборови на добрата вест се многу важни, затоа што ја откриваат реалноста во која светот се наоѓа. Тоа што ние го веруваме, за тоа дали е тоа само некаква приказна или не, но ќе влие на тоа како ние навестуваме оваа радосна вест. Дали ја навестуваме како радосна вест или ја навестуваме како, па добро, да ти кажам нешто.
изминативе 2 дена со деца гледаме 2 цртани филма, чија приказна беше базирана на кинеска митологија. Беше многу интересно, убави цртани филмови со прекрасни поуки. Но тоа што можев да го забележам дека во сите тие митологии кои ги гледаме или вери или како да ги кажам, духовната сфера е опишана во детали. Многу јасно се знае. И тоа е идеалниот момент на постоење во духовниот свет. Најважната работа е духовната сфера. Сето тоа што е тука е релативно и речи си неважно, ќе помине, духовното е најважно. Во случајот со Христос и библиската приказна за Божјото делување, духовниот аспект, како и земниот аспект, оној аспект во кој реалност во која ние се наоѓаме, се преклопуваат и се нераздвојни. Не можеш да ги раздвоиш. Тој како човекот да земеш да го раздвоиш на душа и тело, и кажеш човекот може така да постои, не може да постои така. Телото кога е без душата е мртво. Душата кога е без телото е нецелосна. Нашата конечна надеж, тоест нашиот совршен дизајн, не е духовен свет. Човекот беше добро, многу добро битие кога Господ го создаваше, кога вдахна дух во телото и кога човекот стана живо битие. Тогаш човекот беше добар. Многу добар. Во случајот со Христос и библиската приказна за Божјото делување, материјалното и духовното се преклопуваат и се заклучуваат и се нераздвојни. А за духовниот аспект, како што му вели Исус на Никодим, ти зборувам за земни работи, па не ме разбираш. Ако почнам за небесните, кај ќе стигнеме? Тоа е еден мој слободен превод, што Исус му кажува на Никодим. Тоа што е многу интересно во пораката на Евангелието и пораката на добра вест е земниот аспект. Земниот аспект на таа радосна вест, на таа добра вест. Колку сето тоа е приземјено, блиско е до нас и познато ни е. Надежта почнува од тука, не за еден ден, туку од тука почнува. Добрата вест е радосната вест за овој свет. За овој свет, овде сега. За сега е наменета оваа радосна вест. Тоа е иднината на овој свет. Јас би кажал, тоа е единствената иднина на овој свет. Единствената опција за овој свет. Друга опција нема. Понекогаш кога се наоѓаме во некоја политичка криза, сигаш на кај ќе фатиме сега. Лево или десно. Горе или долу. Поменем кај ќе фатиме. По прашање на Евангелието и радосната вест на светот, друга опција нема. Со Христовото доаѓање, отелотворување, смрт, воскресение и вознесение, тоа е почетокот на крајот. И така Библијата го најавува тоа. Во последните денови Господ го испради својот единствен син. Е почетокот на крајот. Добрата вест е радосната вест, единствената радосна вест за овој свет, единствената опција. Може пак ќе се кажеме, ама зошто да се замараме толку со ова? Зошто да не ги оставиме другите луѓе на мир? Што сака нека прават? За да ги одговориме овие прашања, ќе мораме првен да дадеме одговор на некои други прашања. Дали го веруваш тоа што ангелот го најавил на Марија? Дали го веруваш тоа? Ако тоа е дел од само една убава приказна, за тебе и за светот не прави никаква промена. Апсолутно никаква промена. Ако тоа е вистина што ангелот го најавил на Марија, тоа што е единствената насока во која светот оди и нема друга опција. Што веруваме за Бог? Кој е тој? Ако веруваме дека тој е создателот, тогаш тој е и оној кој единствено планира за еднината како создател. Единствено неговите планови се важни, знаете ли? Ако тој е создател на се, единствено неговите планови се важни. Сите други планови се тотално неважни. Господ 5 пари не дава за некој друго битие, ако дојде, види, јас мислам дека со светот вака треба да продолжи. Бог нема советници, како што вика Јов во своите исповеди. Кој ќе му даде совет на Бог? Кој може се пофали дека му дал совет на Бог што да прави? Ако Бог е создателот
и почетникот на се, тогаш тој неговото мислење, неговиот поглед на светот, неговиот развој, неговиот план се единственото нешто што е најважно. Поважно тоа нема. Нема друга опција. Во радосната вест, од љубов пристапуваш на другите и ме кажуваш таа радосна вест. Радосната вест не е еве ти уште еден терет да се мачиш во овој свет. Радосната вест е еве ја слободата за која вистински копнееш. Тоа е радосната вест. На кој начин се пренесува таа радосна вест? Понекогаш размислуваме премногу за тоа како да пристапиме и што да кажеме и што ги кажат другите. Тие милион работи ни се вртат во главата. Единствено нешто што треба да направиме е да ме кажеме радосната вест за нашиот живот. Радосната вест не е некоја филозофија која е над сите нас. Радосната вест е вест која се инкорпорира и која наменува. Таа пред се треба да зборува со животот кој го живееме, после и со нашите зборови. Христос има еден повик за своите апостоли, а тоа е, тогаш Исус им се приближи и им рече на своите апостоли: дадена ми е сета власт на небото и на земјата, и така одејки, направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи да пазат се што сум ви заповедал. А еве, јас сум со вас во сите дни до завршетокот на светот. Господ е со нас до крај. Господ има милост за нас. Исус владее за секогаш. На злото и на распадливоста им доаѓа крајот. Твојот обновен живот. Не знам до кај сте со вашата обнова, дали сте предадени на Господ или не. Но твојот обновен живот, новата радост, се показатели за новиот живот кој Бог го дава. Овој великденски период, јас ќе ве предизвикам на повикот на Бог да ја разгласиме радосната вест. Кажете им на другите зошто постои Великден. Знаете, веќе сите се дефинираме како христијани. Веќе сите тука во нашето општество сме христијани. Така барем се дефинираме. И ви прилика да кажете зошто Великден е Великден, зошто го славиме, зошто се радуваме. На повикот од Бог да ја разгласиме радосната вест со задоволство и радост. Да го кажеме тоа што Марија го кажала. Еве е Господовата слугинга, еве го Господовиот слуга. Нека биде според Твојот збор. Со еден таков мир и преданост да разгласуваме Божјата радосна вест низ целиот свет. На тоа сме повикани. И верувам дека тоа е единствената прекрасна и најубава опција која постои. Друго нема. Може да се обидуваме, но сите тие сиот тој плод кој доаѓа со таа радосна вест, човекот ќе го бара на 100 различни места. Љубов, радост, мир, многу трпеливост, кротост, добрина, самоконтрола. Луѓето ќе го барат тој плод на сите можни места. Но само доаѓа преку радосната вест, преку тоа што Господ го има направено за нас и ни има посилното да бидеме негови деца. Тоа никош да не го забораваме и да го споделиме тоа како радосна вест со сите околу нас. Ајде се молиме за крај. Татко мој небесен, ти благодарам за тоа што не оставаш во бунило, не оставаш во незнаење, не оставаш, Господи Боже мој, сами, туку си ни ја дал таа радосна вест. И Господи, си потигнал Твои слуги да ја запишат, да можеме да ја читаме, јасно да ја разбереме, Господи Боже мој, да го спознаеме кој е Твојот план. Господи, преку Твојот Син Исус Христос, тој во своите зборови кажа, тајната која беше скриена од почетокот на светот сега е објавена на децата од овој свет, на дечињата, на малите деца, да ја разберат и да се радуваат, Господи. Тајната на Твојот вечен план е откриена и ние сега можеме да ја читаме и да се радуваме, Господи Боже мој. И се те молам, Господи, оснажи ни да ја споделиме таа тајна. Таа тајна на спасението, Господи Боже мој, тајна на една неверојатна радост која не исполнува сите нас. Господи, биди прославен, биди благословен, Господи Боже мој, се остануваме во Твоите раце. Амен.